Дали може по почитувањето на академскава четврт да започнат? Почитувани присутни, добар ден. Дозволете ми да ја отварам денешната дебата. Сакам од името на Фондацијата Отворено општество Македонија да ви се заблагодарам на сите кои што ја прифативте поканата да учествувате на оваа тема парламентарната контрола над владата во Република Македонија. Им благодарам на учесниците и на модераторите што денешниот ден го посветуваат да размениме мислење на оваа тема и да се обидеме да одговориме дали има парламентарна контрола над владата во Република Македонија, односно влие ли собранието врз владините одлуки. Дебатата е од исклучително значење, бидејќи е посветена на принципот на поделба на власта, на контролната функција на собранието, но и бидејќи позицијата и улогата на собранието се една од нишките или првата нишка од политичките критериуми кои што Европската унија ги следи и ги оценува при нашето пристапување. На оваа анализа и предходеше испитување на јавното мислење, кое што покажа дека граѓаните не им веруваат ниту на собранието, ниту на претениците. Граѓаните сметаат дека претениците не работат за нивните интереси. Дури 4 од 5 граѓани сметаат дека претениците воопшто или многу малку се грижат за граѓаните. Ова беше нормално дополнителен поттик за нас да направиме анализа на спроведувањето на законската рамка на собранието, бидејќи Фондацијата Отворено општество континуирано го следи процесот на предлагање и донесување на законите, на амандманските расправи, но подготвуваме и анализи за предлог законите со фокус на заштита на човековите права. Денеска посебно сакам да и се заблагодарам на авторката Неда Коруновска, која што работеше со нас и кога ја развивавме идејата за оваа анализа, но и посветено истражуваше и пишуваше на оваа тема, за на крај да заклучи дека сепак постојат слабости во имплементацијата на законската рамка на собранието, особено што постојат ограничувања на низа од правата на претениците во зависност од тоа од која политичка партија доаѓаат или припаѓаат. При тоа, морам да истакнам дека жалам што ниту еден од претениците од парламентарното мнозинство денеска не е тука со нас, иако беа поканети уредно. А меѓу другото истакна дека за нив, например, не е доволно проблематично тоа што во петоците, кога овие собранието треба да има средби со граѓаните, се закажуваат се почесто и почесто пленарните седници. Би сакала да потсетам дека овој настан е дел од низата на настани кои што Фондацијата ги организира во месец ноември по повод 20 годишнината од постоењето и работата. Инаку, бидејќи еден од основните приоритети на Фондацијата е придонес кон забрзување на процесот на пристапување на Република Македонија кон Европската унија, оваа анализа која што е пред вас и наблюдувањата други кои што ги споменав и ги правиме на имплементација на законите, се надеваме дека ќе дадат придонес во оценувањето на успешноста на реформите во Република Македонија. Пред да дадам збор на Неда, сакам да ви известам дека денешната дебата оди во живо, односно е на лайв стриминг, така што и луѓето кои што не се присутни во салата се надевам ќе имаат можност да ги следат излагањата. Веднаш по излагањето збор ќе имаат рецензентите на анализата доктор Каролина Ристовастерот и доктор Мелчел Билјали, потоа подпредседателот на собранието Јани Макрадули и поранишниот судија на Уставниот суд Игор Спировски, чии што гледишта ни се особено значени бидејќи имаат искуство директно од работата на собранието. Ви благодарам уште еднаш за присуството. Сега давам збор на Неда да ги истакне на одите од анализата, да се осврне на заклучоците и препораките кои што се дадени во неа. Повели Неда. Благодарам, Данче. Добро утро и на сите. Ви благодарам за вашиот интерес и можност да продискутираме за она што ние како некој истражувачки тим го заклучивме или до наодите до кои што дојдовме, обидувајќи се да обезбедиме што повеќе податоци за тоа дали навистина во Македонија има парламентарна демократија и дали навистина во реалноста собранието има моќ и капацитет да ја контролира владата на Република Македонија. Јас пред да започнам со презентацијата на клучните наоди, ќе напоменам накратко
кое ни беше главното прашање, значи прашањето нас не беше дали законодавството му дава на собранието и на пратениците механизми кои што се ефикасни и би му овозможиле на собранието да ја врши оваа контрола, како што напомена Данче, публикацијата е дел од една едиција на истражување кои што се занимаваат со анализа и односно наблюдување на имплементацијата, односно ефектите на одредени клучни реформи во Република Македонија, па така предмет на оваа анализа е реформата која што се воведе со новиот закон за собрание и новиот деловник, а кој што требаше да ги адресира веќе некои утврдени слабости, а особено да ги зајакне правата на пратениците од опозицијата. Значи, практично тоа е предметот на анализа и затоа и временскиот опфат се однесува на работата на собранието од донесувањето на новиот закон за собрание, односно усвојувањето на новиот деловник на собранието. Ако се гледа методолошки, комбиниравме неколку методи, спомна и Данче, имаше, значи, на репрезентативен примерок се испитува перцепциите и ставовите на граѓаните, односно директно се постави прашањето колку тие имаат доверба во собранието, колку тие сметаат дека пратениците се грижат за нивните интереси и ги застапуваат нивните интереси и колку тие сметаат дека реално собранието има моќ и ја контролира работата на владата. Потоа имаше неколку квантитативни методи, значи увид анализа во клучни некои теми кои што сметавме дека ќе бидат илустративни за капацитетот и моќта на собранието. Тоа е пратеничките прашања, значи статистичка анализа и квалитативна на сите поставени пратенички прашања во периодот на анализа, потоа автентичните толкувања, барањата и усвоените автентични толкувања, како и представките кои што се поднесени до собранието од страна на граѓаните и начинот на кој што собранието одговарал по овие представки. Меѓутоа, ги анализиравме сите документи кои што беа предмет на работа на собранието, особено во клучните работни тела. Меѓутоа и поставивме околу 70 прашања за слободен пристап до информации до собранието, кои што треба да ни дадат увид на некои подетални или некои работи кои што самата веб страна на собранието не ги содржи. Тука морам да напоменам дека навистина порталот на собранието содржи значителен број на документи, меѓутоа она што го поверувавме беа повеќе записници од координации и така натаму, од кои што сакавме да видиме и онаа институционална култура, начин на комуницирање, за кои теми се координираат пратениците, како тоа оди, дали има иницијативи за формирање на експертски тела и слично, значи одредени механизми кои што ги дава законот, меѓутоа ние преку јавната работа на собранието до сега не сме имале увид во тоа дали има иницијативи, нема иницијативи и како тие се решават. И сега одма ќе напоменам дека со жалење да констатирам дека голем дел од прашањата не ни беа одговорени, а и тие што ни беа одговорени не се поклопуваа со информациите кои што се содржани на веб страната на собранието. Значи, не можеме да ја гарантираме валидноста на одговорите кои што пристигнаа од собранието и тоа е, мислам, клучната лимитација на оваа студија, бидејќи архивирањето на веб страната на податоците пред 2009 јуни е потешка и немаме практично пристап во тој дел. И само се подпираме на одговорите од собранието, а веќе утврдивме дека тие не се валидни, бидејќи содржа информации погрешни. Сега кои се темите кои што ги обработувавме? Пак ќе речам, се фокусиравме на клучните. Тоа е политичката контрола која што ја врши собранието. Второто е контролата врз трошењето на буџетот, односно буџетската контрола од страна на собранието. Потоа контролата врз проведувањето на законите, особено новите механизми околу надзорните расправи, нивната ефикасност и функционирање, меѓутоа и другите механизми кои што ја овозможуваат на собранието. Понатаму, како особено
критична за Република Македонија, меѓутоа и генерално во светот контролата, демократската контрола на органите на прогонот и органите од безбедносниот сектор и одбраната, особено затоа што во Македонија таму има најголем дел од забелешки се уште, меѓутоа и заради тоа што можеби ова собрание кога се конституираше за прв пат и символично мораше и да премине помеѓу тие покрај симулирани лешеви од страна на активистите кои што се обидуваат да воведат демократска контрола врз полицијата во изминатите 20 години и на крај комуникацијата со граѓаните како можност пратениците да добиваат повеќе информации за тоа кои се нивните грижи, да алармираат можеби проблеми за да му овозможат на собранието навремено да ги представува сите интереси. И сега нема да должам, меѓутоа мислам дека две изјави го илустрираат клучниот проблем на собранието, па потоа ќе дадам образложение. Значи, да речем на директно поставеното прашање дека пратениците кои што припаѓаат на парламентарното мнозинство се обвинувани или се збори за нив дека се само една гласачка машина, пратениците од мнозинството не сметаат дека тоа е проблем, бидејќи тие сметаат дека се избрани според одредена политичка програма и кога таа програма се вообличува во законски проекти, нормално е пратениците од мнозинството тие да ги усвојуваат. Значи не гледаат никаков проблем во тоа, значи да речем гладко усвојување на законските проекти кои што влагаат од собранието. Од друга страна, од пратениците од опозицијата, тоа беше илустрирано со реченицата се што се предлага од владата ни собранието поминува како брз, да не речам експресен воз. Значи практично од една страна се чини како да мнозинството или парламентарното мнозинство се уште ја сваќа демократијата во Република Македонија како владење на мнозинството, а тоа веќе не е недоволно во 21 век, бидејќи парламентите и собранијата мора да овозможат да бидат слушнати сите интереси на граѓаните, да градат консензус за одредени клучни ставови и мора да бидат рефлектирани нормално интересите на оние граѓани кои што гласале од опозицијата, не за друго, затоа што едноставно собранието овозможува дебата не само спротивставени страни, меѓутоа и дебата која што може да ги унапреди тие владени проекти и слично, меѓутоа мора да постои отвореност од сите пратеници да го градат тој консензус и практично недостатокот на таа институционална култура, мислам дека понатаму се рефлектира во сите проблеми кои што се идентификувани со студијата. Од една страна, пратениците од мнозинството се чувствуваат многу надмокни и лесно поминуваат одредени политики, меѓутоа не само политики кои што ете владата ги предлага, туку и политики кои што самите ги предлагаат. Тоа можеби најилустративно може да се илустрира со буџетот на собранието. Значи, оно буџетско барање кое што собранието го испраќа до Министерството за финансии, а кое што претходно било усогласено од сите пратеници и усвоено и од пратениците од парламентарното мнозинство, кога се враќа скратено од страна на Министерството за финансии, значи собранието нема капацитет и тука пред се мнозинството, значи пратениците од мнозинството немаат капацитет ниту да се изборат за својот буџет и од тука се поставува прашањето чим тие немаат или не можат да издействуваат финансиска независност, не може да се очекува собранието да гарантира финансиска независност, особено за оние институции за кои што тој треба да ја гарантира таа независност, како што се судската власт, Народниот правобранител, Државниот завод за ревизија и така натаму, кои што реално треба да одговараат и да бараат во делот на нивната буџетска независност, поддршка од собранието, а тоа секоја година го прават. Значи, ако се читаат стенограмите и слично, секоја година овие институции се жалат, го молат практично собранието да им помогне
за остварување на нивните основни надлежности, меѓутоа тука е собранието немокно. Дека постои таква култура, од друга страна се манифестира и според мене во некоја интернализирана безпомошност на пратениците од опозицијата, или пак можеби политичка прагматичност, кога решаваат одредени механизми да не ги користат, бидејќи претпоставувам логиката е дека ќе бидат однапред осудени на пропаст или не веруваат дека би имало никаков ефект. Па така многу од механизмите кои што би можеле да им помогнат на пратениците од опозицијата да се дискутираат одредени прашања, како например конечните извештаи на Државниот завод за ревизија. Сметам дека има механизми во постојното и закон и деловник, меѓутоа опозицијата како да пропушта да ги искористи, предпоставам поради ваквата нивна или ќе речам политичка прагматичност или веќе интернализирана безпомошност, каде што тие не сакаат да го трошат времето, верувајќи дека и да направат било што, тоа нема да даде никаков резултат. Нема да должам многу, бидејќи имаме некои така строги правила за временската рамка. Мислам дека ќе одвојам уште 3 факти кои што сметам дека се клучни или на кои што јас ќе ставам акцент. Првото е пратеничките прашања. Значи, самите пратеници ги оценија како еден од многу ефективните механизми, бидејќи се отвараат дискусии, може да се отворат дебати за клучни прашања. Меѓутоа, жалосно е што сега веќе се идентификува, се уште немаме остварено баланс на 2:1 на поставени политички прашања од страна на пратениците од опозицијата. Тој имаше тенденција на подобрување, ако се гледа од 2009 навака. Сега веќе повторно има дисторзија со нов тренд на поставување на пратенички прашања во писмена форма, кои што деловникот не ги регулира, нема ни рок за нивно одговарање, едноставно на последните седници практично целото време се губи на тие писмени прашања, нема време за пратениците да поставуваат директно пратенички прашања. Мислам дека ова не е во ред. Од друга страна, секое трето прашање се одговара од страна на владата со големи задоцнувања од неколку месеци, а секое 10-то прашање не е одговорено. И при тоа нема ниту образложение, ниту пак председателот на собранието покажува тука проактивност во заштита на правата на пратениците, кое што право него треба да му биде, да речам, основна дејност во низата права кои што ги има. Втор, според мене, пример кој што мислам дека е исто проблематичен се автентичните толкувања. Тука има голема проактивност од страна на општините, најчесто се поднесуваат од страна на општините и граѓаните. Меѓутоа, според мене загрижува што собранието се ослонува исклучиво на мислењето од владата, кое што ќе го добие. Собранието не бара мислења, освен од законодавна правна, од матичните комисии за законите за кои што се разгледува. Исто така, усвоените автентични толкувања се до буква идентични со мислењето на владата, значи како да нема законодавецот своја креативност во интерпретацијата на духот на законот кој што предизвикал некакви проблеми во праксата. Меѓутоа, за мене е несватливо не барањето на мислење од страна на судството во ваквите ситуации, бидејќи судската пракса, а најчесто во барањата се образложува различна судска пракса или различна пракса на судовите визави извршната власт, и собранието не ја искористува оваа можност да воспостави, да го хармонизира или да го реши тој проблем на тој начин што ќе побара мислење не само од извршната власт, туку и од другата власт која што реално го толкува законот и го применува во пракса. Мислам дека тоа треба да се унапреди. И на крај сакав да зборувам малце за контролата на собранието врз полицијата и врз следењето на комуникациите и органите, да речем на прогонот. Тоа
ни едно собрание до сега не покажа, да кажам, доволно капацитет да изврши било каква контрола, меѓутоа од оние документи кои што ние ги разгледувавме, дефинитивно се рефлектира надмокта која што Министерството за внатрешни работи ја манифестира директно и грубо врз Собраниската комисија. Значи не се одговараат барања од комисијата, од страна на МВР со месеци, на дадени покани, никој не присуствува на седниците на комисијата и конечно и кога е решено да се оди на увид директно во Министерството, таквиот увид не е овозможен и тука мислам дека е клучно собранието да се подпре на другите механизми кои што постојат за демократска контрола на пратениците и можеби конечно да се воспостави некаков дополнителен независен механизам за контрола. За жал во предметот на анализа таква иницијатива имаше и меѓутоа не беше усвоена од страна на собранието, меѓутоа мислам дека таа тема која што бара дополнителна не анализа, меѓутоа дополнително собранието да си ја зајакне својата улога таму. Јас мислам дека тука дадов бегло, не може би систематско, меѓутоа сакав така повеќе со примери, меѓутоа чисто да ја принесам пораката дека навистина според мене е жалосно после 2 децении од постоење на парламентарна контрола се чини дека наодите кои што ги има и кои што се дискутираат за студијата се навистина основни за една парламентарна демократија. Многу малце беа користени надзорните расправи за да се види кој е од нив ефектот, меѓутоа јас со жалење ќе констатирам дека тие што се организирани завршуваат без заклучоци и без конкретни насоки на органите од извршната власт или релевантните институции што да направат, како да се повеќе информативни, отколку навистина надзорни и да дадат оценка на спроведувањето на одредени закони. Благодарам, Данче. Добро утро. Мимјеси good morning. Среќен сум што не почнав ја прв, затоа што многу лесно ме фаќа клетвата и тие што сакат да спијат повеќе ќе ми пуштеа клетва. И јас ќе бидам модератор на пократко време, а и излагач, значи и диригент, и пеач, и ако малку потешко изводливо. Значи се работи за еден сериозен труд, каде авторката со поддршката на господја Даниловска, значи се потрудија да направи нешто квалитетно за едно многу чувствително и болно прашање кое изгледа е тешко излечливо за државите во транзиција, особено ние како држава кои имаме посебни специфики и продолжуваме, значи, со сите тие компоненти во негативна смисла кои не значат без сериозна контрола на извршната власт или, подобро да кажем, контрола на извршната власт над законодавната власт. Во пракса така се манифестира. Добро еден познат политичар си кажа дека значи парламентарната демократија не е нешто, не е многу добра, далеку од тоа да е идеална, но е оно како помало зло, значи немаме по-добра во моментот. И најверојатно ќе сме многу далеку од тоа што Платон го замисли како идеална држава, но барем релативно да сме близко до тоа што значи релативна одговорна власт, релативно функционирање на одговорна власт. Знаете, затоа што власта по своја природа и инерција е склона кон ароганцијата, склона кон волунтаризмот, арбитраризмот, па и злоупотребите. И клучно прашање тука е што да се направи, значи да се воспостави една контрола над посебно извршната власт, или балансирање во најмала мера, значи балансирање на позициите на власт. И
Уставот пишува дека Собранието на Република Македонија си врши политичка контрола и надзор над владата и другите носители или вршители на јавните функции. Од тука може да констатираме, значи ако е така, бар декларативно или формално право, колку тоа е реално, значи во секојдневниот живот. Значи парламентот ако е највисока институција на власта и на граѓаните и претпоставува дека ги застапува интересите на граѓаните во сите форми, во сите хетерогени форми. Значи јас се сложувам со констатацијата дека прво парламентот е репрезентатива на граѓаните, треба да ги застапува нивните интереси како целина. Но таа хетерогена структура е етничка, културна, интересна. Значи значи парламентот мора да ги застапува сите тие интереси на помалите и поголемите групи. И секое мајоризирање, игнорирање, значи газење по интересите на тие човекови права, без оглед на тоа колкави се и какви се нивните интереси. Авторот констатира дека од формално-правен аспект, значи нашиот устав ги содржи сите потребни механизми за вршење контрола над извршната власт, но мора да констатираме за жал дека во практиката, во праксата се многу подалеку од тоа да собранието се врши таквата улога. За жал, ние мора да констатираме дека значи собранието е претворено во сервис на извршната власт. И тие кои авторот ги напоменува како доверба на владата на два наврати, значи тие се случија со желба на извршната власт. Значи не се случија со желба, автономната или автоктоната желба на законодавната власт. Јас не се сеќавам, ево имам колеги тука исто кои биле со повеќе мандати од мене, како членови на собранието, не се сеќавам дека некој сме направиле нешто како законодавна власт против на волјата на извршната власт, која го контролира мнозинството. Пратенички прашања, интерпелации, доверба на владата, комисии ад-хок, постојани не знам какви. Јас имав несреќа да бидам председател на една анкетна комисија за гостиварските настани и да ви кажам дека некои заклучоци беа донесени токму тие што најмногу ги критикува, кои беа тогаш опозиција, значи ДПА и ВМРО, кога дојда на власт, апсолутно ги игнорира, не ги спроведува тие заклучоци. Значи може да констатираме дека далеку од тоа дека имаме функционализам на институциите. И што понатамо, само кратко, пошто на 7 минути треба да завршиме, според мене, треба сериозно да се размисли на промена на изборниот модел. Значи, или да се врати, кој сепак беше подобар тој мнозинствен систем, или да се воведе пропорционалниот модел со отворени листи. Со што, значи, ќе зајакне улогат на пратениците, а и на граѓаните, кои ќе вршат селекција и рангирање на луѓето кои ќе избират, и потоа тој што веќе избран, ќе внимава, затоа што директно утре ќе се очи со граѓаните, а не ранглистата која си ја направат политички номенклатури. Тоа е прво. Значи, да се зајакне позиција на пратеник, а со тоа ќе се зајакне и позиција на парламент. Со што практично ќе возможиме многу поголема контрола над извршна власт. Значи, луѓето од парламентот нема толку директно да ги контролира премиерот или заменикот или не знам челник на политичка партија. Туку тој многу повеќе ќе внимава кон неговите гласачи со кои утре пак ќе се соочува. И второ, дали треба да се види да се воведуваат автоматизирани механизми на одговорност. Например, ако Државниот завод за ревизија констатира и ниедна друга институција не пресема ништо, значи можеме да предвидиме со закон дека по автоматизам, значи
таа лице сносува политичка одговорност. Понатаму како ќе тече постапката, оси е друга работа. Значи, вака ние се очиме со секакви злоупотреби финансиски, но тие само се констатират и никој ништо не презема. Но и на крај да завршим со тоа, значи, со еден виц. Се јавува некој човек по телефон кај некоја секретарка во собранието и се прашува, каже, Господи и Господице, сакам да станам пратеник, но кажете ми кои се условите. И ова возвраќа, каже, Господин, да вие не сте случајно изгубен човек, каже. Да, каже, тој услов го исполнува, кои се другите услови? Благодарам. Добро, само критика е. И затоа испричав вицот и знаев дека нема да ми се налута, пошто ја знам. Добро, сега има збор Каролина Аструдна. Благодарам, Мирсел. Јас најпрво би сакала да кажам колку ми е големо задоволство и чест што учествувам во овој панел и во рамките на 20 години Фондацијата Институт Отворено општество. Меѓу другото, затоа што во тие 20 години јас сум била еден од тие што имаат користено прво како студентка, потоа и како постдипломка грантови, и дел од моето знаење што го имам и вклучително и на оваа тема денеска е резултат меѓу другото и на можност што сум ја добила токму преку тие грантови да се усовршувам и на странски универзитети, летни школи и на фондацијата сакам да ја посакам и понатаму да ја врши таа доблесна мисија на ширење на демократските вредности, на вредностите на отвореното општество во нашата држава и во интерес и на науката и на младите научници и во интерес на невладиниот сектор, медиумите, политиката, но пред се и наце на граѓаните на Македонија, особено од оние кои што се припадници на маргинализираните или на ранливите групи и поединци. Значи, честито јубилеј и само напред и да славиме и понатаму уште други многу вакви јубилеи во годините што доаѓаат. Што се однесува до темата, сите кои што добро ме знаат и од парламентарното искуство, меѓутоа и општо, знаат дека и да ме оставите цел ден тука и утре у исто време да дојдете, ја уште ќе зборувам, затоа што навистина ми е едно од најголемите каузи собранието, особено што секогаш велам собранието нема кој да го сака. Сите се некако фокусирани на владата и затоа сметам дека оваа студија представува многу значен допринос прво во однос на разбивање на многу предрасуди и перцепции кои што постојат за собранието. Една, ако не и основната причина за онаа перцепција кај граѓаните за која што зборуваше Неда е она што според мене представува двојството или шизофренијата во однос на перцепцијата на моќта што ја има собранието во Република Македонија врз основа на она што значи уставна позиција и кај просечниот граѓанин она што го гледа на телевизија како една импозантна, барем за наши услови, сала и што таму се дебатира и мисла дека пратениците се всушност многу моќни, а всушност реалноста е нешто спротивно од тоа. И кога го кажувам тоа, не мислам само на пратениците од опозицијата, туку генерално и на пратениците од парламентарното мнозинство. Значи, собранието е всушност еден тигар на хартија, а не тигар со заби. Од тука најчесто не може ни да одговори ниту на своите функции, а уште помалку на очекувањата од граѓаните. Кога ја читав студијата во функција на давањето на рецензијата, она што мене посебно ме растажи е што многу од проблемите што јас како пратеник, особено како пратеник тогаш на парламентарното мнозинство ги имав утврдено, уште повеќе се продлабочувале. Значи, наместо да почнат да се надминуваат, тие се повеќе се продлабочуваат. И ова особено мислам дека
се радикализира од 2008 година, кога тогашниот и сегашниот председател на владата Никола Груевски директно, мислам дека тоа беше и без преседан, го обвини токму собранието за нефункционирањето на политичките столбови на власта и тоа го искористи како повод за распишување на вонредни парламентарни избори, иако вистинската причина беше во политичките оцени или грешки во тоа со кого да се формира владина коалиција 2006. Цената за тоа платија граѓаните нормално со колку кошта вонредните избори, но политички цената ја плати најмногу самото собрание на Република Македонија и се повеќе сега дури слушаме дека оцени или диагнози дека во Македонија нема веќе дури ни проформа, нема обид да делува дека функционира парламентарната демократија, туку дека актуелната влада практично и партијата на власт ВМРО-ДПМН на некој начин сака и има амбиција да действува како политичко партиско движење кое што главен инструмент ќе биде владата а не и собранието на Република Македонија. И сега нормално ова не би било целосно точно доколку не се дополнат со некои други политички моменти и објаснувања. Студијата се фокусира пред се на она што е уставна, законска и деловничка позиција на собранието и на пратениците, како тоа иде во реалноста. Јас би сакала повеќе само да набележам некои од факторите кои што лично сметам дека го даваат објаснувањето и кои што се претежно базирани на моето искуство како пратеник. И во таа смисла ќе кажам дека секако дека улогата на парламентот ја актуализира секоја политичка партија, меѓутоа кога е во опозиција. Значи, дури тогаш партиите сваќаат или се потсетуваат дека колку е важна улогата на собранието. Собранието е единствената политичка институција во која што е застапена и опозицијата, односно оној дел од граѓанството, значи преку своите представници и пратениците, кои што не се поддржувачи на актуелната влада во даден момент. И од тука е многу важно во тој систем на поделба на власт и рамнотежа да функционира сето тоа. Има сугестија не да ја дава околу дебатата околу листите, изборниот модел, како да се зголеми тука улогата на пратениците наспроти своите партии, кога не се во опозиција, тука напротив, кога се во власт. Лично сметам дека кај нас многу повеќе треба да се размислува околу, кога станува збор за политичките партии, околу јакнење на позицијата на пратеничките групи внатре во самите партии, односно во нивните во статутите на партиите, бидејќи сега функционираат како инструмент на раководството на политичките партии, она што беше дадено и како изјава овде од, мислам, од пратеникот Спасиновски, значи некои политички програми што ги имат и тие само се инструментализираат меѓу собранието во рамките на собранието. Голем проблем сметам дека представува тоа што кај нас емпириски, ако ова не е цел на студијата, меѓутоа понатаму треба да се истражува, што голем број од министрите првпат се министри, а дури потоа евентуално стануваат пратеници. Значи, првиот допир со владењето, со функционирањето на власта во Македонија е секогаш министерската функција, ако збориме на највисоко ниво, и ја немаат таа парламентарна култура, ако ништо друго, некако нешто што го затекнале како граѓани на нашата земја и ми е дел од општата граѓанска култура, туку барем врз основа на некое свој претходно искуство пратеничко што го имаат во Македонија. Мој впечаток е и кога бевме ние во парламентот како парламентарно мнозинство и воопшто како владеачка партија, значи од СДСМ, е дека министрите кои што имаат претходно парламентарно искуство имаат многу поголема отвореност и многу поголема
разбирање кога пратениците, например, барат и одговарање на пратенички прашања, и присуство, и сето она што секако е констатирано како проблем. Значи, ароганцијата на министрите е многу помала, доколку имаат претходно парламентарно искуство. И јас обично знам да кажам на шега, јас не признавам министер без минимум 2 мандата пратеник. Тоа сега е уште повеќе радикализирано, затоа што многу често од актуелните министри, например, дури не само што прва висока функција во власта им е министерската, туку и воопшто тоа им е прво политичко искуство. И тоа, мислам дека меѓу другото објаснува некои од поентите што се направени во студијата. Друг проблем е исто така нешто што не е истражено кај нас, меѓутоа може да се и статистички да се утврди што најголем дел од пратениците, тоа преска и со Јани го дискутиравме, се со еден мандат. Многу малце пратеници во Македонија имаат повеќе мандати. Значи, кај нас има голем притисок постојано за нови лица, за рингишпил и во партиите, меѓутоа и во јавноста, и тоа оневозможува кај пратениците да се развива таа парламентарна институционална самодоверба и меморија и искуство. Вас пола мандат ви треба за да го запознаете внатрешното функционирање на парламентот и додека тоа го направите веќе поминал мандатот и навистина доаѓаат следни исто толку неискусни пратеници. Тоа во голема мера навистина влијае да пратениците се поставуваат и сервилно кон владата. Јас во времето на мандатот 2002-2006, затоа бев една од овие причини што сега ги спомнав, бев единствена која што гласаше, например, во раководството на СДСМ против заменувањето на Никола Поповски од председател на Собранието за министер за финансии, бидејќи со неколку мандата пратенички што ги имаше, навистина во тој период од колку беше 2 години, Јани тука беше координатор, апсолутно не дозволуваше на владата, која што беше наша влада во смисла на парламентарно мнозинство, да има некои од односите и постапките што сега ги се констатираат во студијата. Ако имаше неодговорени пратенички прашања, они од најкрупен вид, мислам, буквално самиот интервенираше и министрите нормално врз основа на претходен план, доколку не се појавеа, навистина има проблем со председателот на Собранието, значи беше политичка фигура која што имаше тежина, имаше самодоверба да ги плаши министрите и владата и да тоа ефектуира остварување на уставната позиција на Собранието во некои сегменти. Значи, за жал, се додека целосно не созрее политичката парламентарна култура во Македонија, мислам дека е многу важно да силни, искусни поединци, пратеници, политичари кои што се со специфична тежина во партиите остануваат во парламентот. Голем проблем е што најчесто најјаките политички фигури од партиите заминуваат во владата. И тоа е влијае на цело објаснувањето на цела оваа динамика. На крајот само би ги набележала оние работи кои што не се последни по важност, меѓутоа кои што мислам дека се први. Ако би зависело од мене, прво би се посветило внимание на ова што сега ќе го кажам, во судијата некои од тие работи имплицитно се спомнати, а кај нас многу малце се дебатираат затоа што се сметаат за тривија или за не толку онака ексклузивни и со тежина, а верувајте, искуствено мој впечаток барем е дека се клучни за овој тигар од хартија да стане тигар со заби. Јас го гледам и Александар тука, поранешниот секретар на Собранието, и мислам дека знае колку тоа влијае навистина остварување на пратеничката функција. Прво, тоа се тие така наречени тривијални технички услови за работа. Граѓаните очекуваат многу од пратениците, а пратениците во најголема мера немаат ни лични канцеларии,
оние банални работи кои што се телефони, компјутери и каде да во самата институција да работат. За канцелариите за средба со граѓани, за кои што се зборува во студијата, исто така е огромен проблем, бидејќи не е само да ги видите и да ги запишете барањата, тоа треба да се проследи, да се процесуира и собранието мора многу да вложи од својот буџет за да се развие таа мрежа да канцелари. Да, уште две поенти. Потоа, развивањето на собраниската бирократија и технократијата, односно експертизата, значи и по основ на она што е општа, како заедничка служба за сите пратеници и пратенички групи, меѓутоа и во делот на она што значи парламентарни групи. Сега има некои напори во тој дел, меѓутоа ако вие тие лица не ги платите и не обезбедите една сеопфатна политика околу тој дел, сигурно нема да добиете силна собраниска бирократија и технократија кој што ќе им помага на пратениците во остварување на уставните надлежности. Треба да се подитно тргне МВР од обезбедувањето на собранието на Република Македонија, затоа што не можете вие да го контролирате МВР и целиот систем на безбедност кога тие како преторијанци ви се сместени во собранието и тие наводно го обезбедуваат собранието. Тоа имаше и еден инцидент, ако се сеќавате, околу тоа се спомна дека ќе се решава, меѓутоа еве 20 години имаме абсурд да извршната власт, владата е таа која што врши практично обезбедување или надзор во делот на безбедноста на пратениците и потоа идете барајте од пратениците да вршат контрола врз овој сегмент. И конечно буџетот е нешто што на сето ова треба да му даде материјална основа. Трагично е што 20 години и парламентарната опозиција и мнозинството не може да се усогласат во однос на оно што значи моќта на кесето, една од најзначајните моќи на парламентите за да ги реализираат сите овие работи. Без овие наводно тривијални работи не можеме да зборуваме за вистинска и парламентарна контрола, меѓутоа и остварување на уставната позиција на пратениците. Фала. Фала. Каролина, особено што беше толку кратка. Сега збор сега има пратеникот и господинот Јани Макрадули, кој верувам после господинот Петковски има најдолг стаж во собранието, па да видим колку ќе се пофали. Благодарам. Да се разбере, јас ќе се придружам на честитките на Фондацијата Отворено општество за јубилеот. Јас, за разлика од Каролина, не сум користил грантови, ама сум работел во проекти на Фондацијата Отворено општество и ми причинува задоволство што сум бил дел од оваа за мене исклучително важна демократска полуга во општеството во Република Македонија. Се чувствувам како во собрание, бидејќи ми дадоа 10 минути да зборувам, само од опозицијата сме присутни и најчесто зборувам јас. Поразителни се податоците за собранието и затоа се надам дека до година ќе зборувам на панелот што се однесува на локалната самоуправа. Навистина, Каролина начина некои предрасуди, јас малце друго мислев да зборувам, ќе споменам нешто за предрасудите. Без разлика што сите чувствуваме дека деловникот е зрел за промена и законот за собрание кој што беше наменски донесен само за да ги реши односите помеѓу потпишувањето на законите од страна на тогашниот претседател на собранието и тогашниот претседател на државата кој што беа од различни политички партии, не мислам дека тоа ќе донесе решение. Исто како што не мислам дека мнозинскиот модел носи решение. Бидејќи според мене крупни политички одлуки во државата без лабава демократска внатрепартиска демократски лабав и строг да кажем договорен начин не ќе може да се донесат, таков е примерот со Охридскиот рамковен договор.
Не мислам дека во чист мнозински да го ставевме на страна, нешто што е многу важно за развојот на Република Македонија ќе беше донесе. Впрочем, во прилог на моите аргументи ќе кажам моето искуство кога бев во Соединените американски држави, каде што и писателот Обама дојде во Конгресот да разговара со конгресмените од Демократската партија за здравствените реформи. Природно е, кога се носи една политика која што треба да се спроведува, да се разговара внатри тоа да биде, да речеме, некој заеднички донесен став. Го гледаме примерот од соседна Грција. Ако моделот го ставиме на индивидуално одлучување, немаше да влезат во реформите кои што се потребни за Грција. И затоа, по мене, политичката волја е клуч за решавање на проблемите и за промена на оваа слика во собранието, кој што се сложувам е на најниско ниво досега. Во рамки на таа контрола врз владата, јас ќе начнам уште една тема, ќе начнам уште две теми, а тоа е следењето на имплементацијата на законите, кое што за жал го немаме и кое што за жал не е тема во собранието. Нема тема за имплементација на законот за борба против дискриминација, за имплементација на декадата на ромите, да кажам, зошто не се одвојува 1% од бруто домашниот производ за рамномерен регионален развој е закон, или пак, она што мене ми е најчудно, зошто Комисијата за еднакви можности не собира сили да зборува за правата на, да речеме, жените во Македонија, кои што се под директен атак на власта во овој момент. Тоа, за жал, не можат никако мнозинство да го направат и самите пратенички од власта во рамки на комитетот, во Комисијата за кој што ги регулира правата на или дебатира за правата на жените во собранието. Тоа немање на имплементацијата на законите и не може да остане изолирано само на собранието, иако се сложувам дека главната тежина има собранието, бидејќи ревизорските извештаи што беа споменати се исто задачи и на други институции, кои што за жал не ја водат грижата за тоа, како што е јавниот обвинител, кој што се надеваме жив и здрав и постои во Република Македонија. Или пак други институции кои што добиваат плата за тоа, например Државната комисија за спречување на корупција. На надзорната расправа на прашањето на еден сведок колку хектари земја има, тој вика имам 550. Во неговиот анкетен лист пишува дека има 1 хектар. И тоа не е задача не е тема или провокација за Државната комисија за спречување на корупција да прашаат кај му се овие вишок 549 што не ги пријавил. Затоа не сакам да го бранам собранието, но кажувам дека собранието е само еден дел од таа институционална култура и тој збор ми се допадна што го кажа Неда, која што ни фали во општество да ги решаваме работите. Според мене, клучот треба да го бараме во собранието да создаде механизам како се трошат парите на граѓаните. Ние убаво со помош и средства и на фондацијата, и на британската амбасада или на амбасадата на Соединетите американски држави ќе отидеме и во британскиот парламент и во америчкиот конгрес и таму сите пратеници се воодушевени како се врши контролата. Само таа за жал не се имплементира тука. Да сме богата држава, јас би предложил сите пратеници кои ќе дојдат во парламент веднаш да бидат пратени во британскиот парламент, бидејќи тогаш се чувствувате што значи тоа да сте пратеник. Ако ќе чуете дека Комисијата за контрола на трошењето на буџетските средства, од кога се формирала, заштедува 1 милиарда фунти годишно на буџетските плаќачи на данок во таа држава, тогаш тоа е сериозна бројка за која што морате и понесувате одговорност да сакате тоа да го имплементирате во вашата земја. И кога пратениците од позицијата ќе сакат да најдат некој аргумент, и како што беше последниот пат кога бевме, и прашуваат, тоа се случи во Шкотска, ама вие сигурно сите сте од финанси, не вика тоа, јас сум председател на комисијата, софтвер инженер. Па после се обида во однос на законите за скратена процедура да прашаат, а колку скратени закони во скратена процедура праќате? Па вика еден во последните 10 години. Ама при тоа знаеше опозицијата за тоа. Мислам дека тоа добро е анализирано и во
во овај документ, а не беше споменето, тоа е скратената процедура на чести закони кои што се наоѓаат во собранието без никаква дебата, и тоа најчесто тоа се закони кои што се исклучително важни за Република Македонија и за односите внатре во Република Македонија. И затоа јас секогаш ќе обарам решението во политичката волја. Впрочем, гледам и сега што се случува. Невозможно е председателот на собранието да не се обиде да праша што се случува со овие 15.000 амандмани. Невозможно е после година и кусур дена како што опозицијата е надвор од парламентот да не се обиде да ги викне на едно кафе, да се праша зошто се надвор или ајде што да направиме да бидат внатре влезени во процесот. За жал, тоа немање на диалог и дебата постои, тоа Каролина го кажа, особено после 2008 година, кога се таргетираше кон парламентот како најлошото место за работа во оваа држава и дека пратениците се најмногу виновни за состојбата во државата, а тоа беше проследено во провладините медиуми со насловот "Чуму ни е парламентот", што е најопасната теза што се има јавено во последните 7 години, бидејќи тогаш демократскиот механизам на одлучување на граѓаните паѓа во вода, што ќе ни е парламентот кога си имаме владата која таа ги решава проблемите. Впрочем, видовме дека нашиот премиер сака да оди на курс за употреба на дефибрилатори, што значи сме и посрекни сега дека не може да не опне срце во иднина. Таа сервилност на пратениците најмногу ми смета мене кога, и тука ќе завршам, кога го гледам извештајот на Европската комисија. И се во извештајот на Европската комисија фино си пишува: не работи парламентарниот институт, не работат канцелариите за односи со граѓаните, анкетната комисија за инцидентот со пратениците, каде што вработени во Министерството за внатрешни работи, облечени во цивилна униформа, наоружани до заби, тргнаа наки пратеници да се пресметаат, исто не е разрешено. Тоа е тој најпозитивен извештај што го имаме за Република Македонија. Се разбира, тука сакам да направам провокации кон тие донатори кои што ни помагаат нас на собранието, дека и тие мора да ја постават границата на помошта и како да изградиме институционална култура во рамки на собранието со помошта што добиваме од пари од граѓаните на други држави кои што и сакат и се пријатели на Република Македонија. Имам уште нешто за крај. Сето ова може да се поправи со она што јас не успеав да направам, бидејќи наидувам секогаш на ѕидови, со улогата на Собранискиот канал. Без разлика што има пари предвидено за Собранискиот канал за дебати, тие дебати ги нема. Не можеме надзорната расправа да се убедиме дека треба да се пренесува надзорната расправа да се пренесува на Собранискиот канал, а не да оди одложено потоа како снимка. Не можеме да се убедиме посетите на пратениците во меѓународните институции на други парламенти да бидат дел од тој Собраниски канал. Не можеме да се убедиме дека е глупаво само македонски песни да има на тој канал, бидејќи живеат и други етнички заедници во Република Македонија. И дека и други, не само песни, него емисии може да се пратат, да се емитуваат на тој Собраниски канал. И дека покрај 16 сати директен пренос на владата, ако во законот пишува дека Собранискиот канал емитува пропорционално во однос програма во однос на политичките партии кои што се дел од парламентот, тогаш ние 42, колку што сме опозицијата, во однос на 123, толкав процент треба да имаме простор на тој Собраниски канал. Нема да правиме реклами за тоа што кажале премиерите и министрите, туку ќе зборуваме за добрите работи кои што треба да се направат во Република Македонија во интерес на граѓаните. Бидејќи тие 400 и кусур илјади граѓани кои што гласале и за опозицијата во Република Македонија имаат право да се зборува за нивните потреби. И тука завршувам, господине Билјали.
ние сме за жал, бидејќи сега е дебатата за буџетот, единствена земја во свет, каде што пратениците од власта не поднесуваат амандмани за буџетот. И тоа е најдобра слика колку се грижиме за граѓаните на Република Македонија. Го тргам на тоа страна, на страна што 6 години не е прифатен ни еден амандман од опозицијата. Туку не е природно да пратениците од власта како представници на граѓаните не контактираат со некој кој што се пожалил на некој проблем. Дали може да биде поинаку? Може, и тука завршувам. Со Каролина, кога бевме дел од парламентарното мнозинство, тогашниот министар за финанси Петар Гошев одби еден амандман за патот Радовиш-Струмица. Мнозинството го изгласа тој амандман. И тој пат почна да се прави со гласовите на парламентарното мнозинство и одлука, а не беше прифатен од министерот за финанси. Благодарам. Благодарам, господин Макрадули. Интересно посебно за мене неговата констатација дека за да се здобие во функционалност собранието е потребна политичка волја за внатропартиска демократија. И тука неверојатно е тоа за понатамошни говорници дали тоа може да се случи спонтано, да сочекаме 50 или 100 години, дали Господ ќе ни подари некој лидер кој има толкав капацитет на демократичност или е потребно ние значи да дефинираме рамки со што ќе изнудиме политичка волја. Благодарам и збор има господин Игор Спировски, поранешен генерален секретар на Собранието. Благодарам, господине Билали. Ќе се потрудам да бидам во границите на 7 минути. И јас, како и другите, сакам да го честитам овој јубилеј, да посакам да има и други, еве, после 5 години ќе можам да речем не 20 години, туку четврт век трајање на отворено општество, тоа е сепак поголемо отколку бројање на годините. И истовремено сакам да го поздравам начинот на кој што се обележува овој јубилеј. Имено се отвораат прашања за кои што треба да се зборува отворено. Мислам дека тоа не само што е во согласно со името на фондацијата, туку има и длабока демократска порака. Додуша, како што вели Владимир Булатовиќ, ВИП, демократија е кога не си затворен затоа што си бил отворен, и јас се надевам дека ние ќе имаме таков капацитет за војнина. Сега на темата со обид да не повторам работи кои што ги изнесоа колегите, но мора да се каже дека парламентарната демократија сама по себе е еден одраз на еден оптимистички поглед кон можноста човекот да самоуправува, односно народот да самоуправува со себе и да го изрази оно што го нарекуваме суверенитет на народот. Меѓутоа, тој оптимизам, како што видовме и денеска, веројатно одамна е напуштен и јас исто така сум должен да го почнам моето излагање со една песимистичка анегдота. Пред повеќе години во Делфи, во Грција, може би има нешто пророчко во тоа поради тоа, се собравме на една конференција која што ја третираше проблематиката на подолбата на власта и дневниот ред што ни беше поднесен почнуваше со извршната власт, па потоа законодавната власт и се разбира на крајот како што личи судската власт. Некој се сети да забележи дека тоа не е во согласност со теориските поставки на парламентаризмот и демократијата и дека би требало законодавната власт да биде прва, а потоа екзекутивата. Меѓутоа, многу брзо се согласивме дека агендата всушност го рефлектира она што е реално. И навистина тоа е стара вистина и се повторува и кај нас еве 20 години се повторува дека особено во парламентарниот модел на управување, влада која што има дисциплинирано мнозинство успева да изврши објективно, ефективна фузија на законодавната и извршната власт. Ако кон тоа се додаде евентуално, како што сега и порано било кај нас, и шефот на државата кој што има некакви екзекутивни функции, да припаѓа на одредено мнозинство,
тогаш веќе не само вака здраворазумски, теко теориски се поставува прашањето што останува и кој е субстратот на поделбата на власта. Дали е тоа институционалната поделба на власт или, како што вели Доминик Русо, поделбата на власта се сведува на тоа кој ја има власта, значи помеѓу тие што ја имаат власта и тие што ја немаат, власта и опозицијата. Оно што сакам да го кажам не е оно што го кажуваат политичарите. Политичарите како Франсуа Митеран, например, 1981 година го потврдува ова и тоа многу добро го знае, кога ги доби председателските избори. Го распушти парламентот, му се обрати на францускиот народ и му рече: ме избравте за председател, сега изберете ми парламент за да можам да владеам. На некој друг начин тоа го слушнавме и во нашата политичка скора историја, кога актуелниот премиер беше спомнато пред малку при распуштањето на парламентот на времето, токму тоа го побара. Силен парламент кој што ќе му овозможи да владее без никаков проблем. Сега, јас не мислам дека поради оваа реалност е безнадежно да се надеваме дека парламентот може да врши контрола. Она што произлегува од ова е првата поента, именно дека опозицијата се појавува како, така да речем, природен и примарен носител на контролната функција што народот ја врши врз својата власт. И токму поради тоа опозицијата мора да биде институционализирана во системот. Ние порано сме се плашали да зборуваме за власт и опозиција. Сме зборували само за парламентарната структура, работни тела и така натаму, пратенички групи. Не се споменувало партиското име. Било непристојно да се зборува за партија, туку само за пратеничка група. Не. Опозицијата е институција, како што во Британија е опозицијата of Her Majesty. Така и во Македонија. Ова, друга, мината, секоја идна мора да го добие тој статус и на тоа сугерира многу јасно и мислењето на Венецијанската комисија, која што забележува дека има недостиг од норми кои што обезбедуваат институционален статус на опозицијата, почнувајќи од контрола на дневниот ред па до дискусиите. Сега, во вакви околности, секоја контрола на крајот може да не изгледа безцелна, како што беше спомнато, пратениците да мислат дека џабе нешто да се прави. Меѓутоа, мислам дека се работи за критериумот на мерење на ефективноста на политичката контрола на владата. Ние не можеме да ставиме критериум за, да речеме, гласањето на недоверба на влада или на интерпелации со тоа колку министри се разрешени или дали владата паднала или не. Однапред не можете да се надевате дека ќе го исполните тој критериум и секогаш ќе биде одговорот не, нема политичка контрола. Моето мислење е дека она што е нормативен инструмент на контрола треба интензивно да се практицира за да може да се дојде до некаква автохтона или автономна улога на парламентот во остварување на оваа функција. Ова ми е поентата. Ние мора да создадеме јавна свест дека парламентарниот процес, законодавниот процес и процесот на политичка контрола на власта во секоја држава е рационален процес. И како што беше споменато, не можеме тој рационален дискурс да го замениме со поголемо или помало мнозинство што го имаме во одреден момент. Парламентот е повикан да донесува во демократија одлуки во интерес на граѓаните. И секој предлог, секој закон, секоја постапка на власта мора да биде оценувана низ таа рационална призма. Јас дури би сугерирал еден нов термин, значи како што конституционализмот има потреба од секуларизам за да може на ниво на држава да ги надминува примерните стратуми и да може да наметнува правила кои што се задолжителни на сите, ама токму затоа што одговараат и се усвоени од така наречен public reason, така и на парламентот веројатно му треба некој тип на секуларизам кој што ќе одвои партијата од
државата, нешто што и ни беше порачано пред известно време. Баш аналогно на тоа. Има прашања кои што напросто се решаваат и мора да ги решаваме како разумни политички луѓе, а не како припадници на одреден стратум. Се разбира, партијата е исто така рационален стратум за разлика од религијска група, но сепак во ова време кога припадноста кон партијата практично некоја нова религија во Македонија, и мислам дека тоа ни прави голема штета, во парламентот може да се создаде нешто што би водело кон негова рационализација како институција. Тоа натаму би требало да води кон автономија. Автономијата значи користење на транспарентност на целата владина структура и на парламентот. Значи транспарентност на владините министерства за пратениците, транспарентност на парламентот заедно со владините министерства и владата за граѓаните, за да може да постои некаков материјал врз основа на кој ќе се применува критериумот на рационалност. Тајноста не нуди основа за донесување на рационални судови. Значи, информациите, ова што го се спомена, што е во текст, создавање на тој институт, кој што е дамнешна идеја и драго ми е што до некаде стаса гледам дека има проблеми, за обезбедување на оригинерна, изворна информација на претениците, наспроти информациите што по дефиниција, по дефолт владата ги крие, е исклучително важно. Тоа натаму треба, а понекогаш знаело и да доведе, до истакнување на лидерството во парламентот и на парламентот. Лидерството на комисиите, кои што се повеќе и повеќе софистицирани и специализирани, кои се, така да речем, имат право на собственост на областа која што ја покриваат и не можат да дозволат незнаење да помине поред некои други причини, како закон, предлог на закон и така натаму. И во крајна линија, со овие критериуми, верувам дека тоа е еден парадокс, и пратениците на што ја поддржуваат владата ќе се најдат засегнати од тоа како владата и владините агенции ги спроведуваат нивните закони. Пратениците треба да дојдат до тоа ние да ги гледаме нив како законодавци. На крајот мислам дека и она што сега ни го сугерира и идниот влез во Европската Унија, последните измени на Лисабонскиот договор, позицијата на националните парламенти и протоколите за субсидијарност и за улогата на парламентите, нагласено ја форсира автономната и клучната улога на националниот парламент, дури и преку, како едно внатрешно прашање, преку ставовите на собствените влади. Тие што се занимаваат со ова знаат дека сега парламентот може да спречи некаква одлука во Европската Унија, иако неговата влада била за промена на договорите. Од тука јас би сакал да завршам со тоа дека, барем според мене, оптимизмот не треба да не напушти. Нашиот парламент е со години веќе, од сите нас што сме се бавили со него и сме напишале rubber stamp, може би на моменти добива квалитет на арена парламент, меѓутоа веројатно никогаш нема да добие карактер на така наречен трансформирачки парламент како што е Конгресот на Соединетите Американски држави, но главно поради политичката структура и политичкиот систем. Благодарам. Благодарам на господин Спировски. Сега на една кафе пауза од 10 минути, потоа ќе продолжиме со други панелисти и потоа можеме да се вклучиме на прашања и коментари.